Колку со тоа цигарите, до? Кој ви делае од жукање, бе? Прво мора да се интегрирате во меѓународната заедница, а после жукање. И после бевме кај председателот. И кога јас бев дете, трчав по штафетата на младоста и Тито ми мафташе од ложата таму на след на 25. мај во 3 и 5 на 4. мај, кога умре другарот Тито таму, и плачевме сите, и јас пеев: Друже Тито ми ти се кунемо, пеев сите јас таму. Ама јас сакам да бидам принцеза. Принцеза. И после мораш да бацуваш жаби. И да спиеш таму на глаша, на глав, ако треба. И да бруичкаш во пепел таму после. Лошата клавица ќе ти вика огледаце и така натаму. Сега да не зборам понатаму ставам. Ама најинтересно беше во Уставен суд. Пази ваму сега. Ај ти Гитла, па ти не плати за екскурзија. Па што е ова, хуманитарна организација или школа? Значи, деца, се наоѓаме во Уставниот суд. Тука живее правдата и вистината. Можете да ги прашате што сакате, еве, овие чичковци. Чичко, зошто нема лустрација? Чички во пупартит да ти. А тебе, кој ти изборил за лустрација? Тато. Земам подати на Малиов и на татко му да види кој е. Сгреши, малиот. Сигурно мислиш на фрустрација. Татко ти има фрустрација, да. Не, тато има досие и во него сите што го кодошеле. Дете. Има разни фрустрации. Ситна, крупна, овча, многу чеша, не сме да се пипкао што ти остануваат лузни. Не ве прашав за сипаници, туку за кодоши. Слушај, внучко, овој дедо сегогаш ја зборува вистината. Ава затоа ве викаат кралици на вистината. Епа и јас сакам да бидам кралица исто како вас. Ќе бидеш. Проверувам мала од кои структури. Ако е од нашите, да ја обучуваме тука од маѓа. А вистина е дека Уставниот суд сега се бави и со заштита на животни? Какви животни? Па тато ми рече дека заштитувате гаврани, шкорпи, бумбари и бели магариња. Дале, ако мислиш дека смееш да го смениш името, и ти си идиот. Кога ќе го слушнам зборот култура, веднаш се фаќам за мојот пиштол. Така рекол нацистот Геринг, цитирајќи драмски текст по повод роденденот на Хитлер, а ние денес ќе се занимаваме со дел од културата наречена уметност. Они, да, силеджи од МПЦ, црта крст и не провоцираат, ке видат они убаво. Од плоштадот Слобода, со од лабуда, ние ке ве спречиме, од уметност ке ве лечиме, NGO. NGO, NGO. Абе, не напаѓаат со уметност. Идат демони. Црна се чума зададе. Одма да се активираат медиуми, паника. Ова е војна. Кој го нацрта жултиот крст на плоштадот? Дали се тоа силеджиите од МПЦ или хулиганите од МПЦ? Трето нема. Ние од општина Центар појма немаме, не сме од тука, може да сме изгубени во свемирот, ама еве одма го бришеме ова што не знаеме што е и 50% попуст на совместните производи во моите маркети. Абе, ти нормален ли си? Градот нема да дозволи да биде заложник на неколку илјади Уметници. Мистеријата е решена. Не биле хулиганите од МПЦ, туку битангите уметници од Македонија и Германија. А сега прилогот што ни стигна. Ние од организацијата на сороските атентатори ги предупредуваме уметниците дека ќе им се случи ова. Од плоштадот Слобода, со од лабуда, NGO. И така пукна пиштолот на Геринг во Македонија. Сороски атентатори! Please! No! This is art! С
сонце, провокација за грците, ВМРовец ни еден, со тоа бркојте! Oh my god! Кај си бе, Казимир Малевич? Здравствуйте! Крса, провоцираш, а? Нет, пожалуйста, нет. Како Микеланджело, како Гојат, се си тоа провокатори. Што е бе? Хирнемониус Бош, па нормално дека е Бош. Паника во светот. Сороските атентатори незапирливи во својата борба. Бразилската влада одлучи да ја сокрие скулптурата на Исус од шекерната глава во Рио де Жанеиро. Сите стравуваме што ли ќе превземат сороските атентатори на водици која ќе се фрла крстот. Ако мислиш дека смееш да го смениш името, и ти си идиот. Па добра бе, мајко му стара, рđoni заедна спинскали ти материна невладина. Па до која ке тркљаш дека ние ке сме пропагирале промена на името? И што мислиш, идиоте еден, што ли значи оваа кампања? Пу! Ако мислиш дека смееш да го смениш името, и ти си идиот.